твојата приказна е доста интересна. Значи, менуваш неколку професии, менуваш држави, менуваш доста градови, го истражуваш животот и сакаш да направиш нешто од себе. Значи, не се помируваш со тоа некое сиво секојдневие, да кажеме, во кое што во Македонија некако ги завладува луѓето. Едноставно ги тера да се помират со фактот дека можеби не мора да го бркаат својот максимум, дека можат со нека просечност да функционираат во животот, така да пројдат, а тебе не те задоволува тоа но ти влегуваш во тој шаблон на почеток. Значи, влегуваш во тој шаблон со тоа што се аплицираш за позиција, работна позиција, збориме прво работно место во МВР како полицаец. Па да почнеме од таму, да кажем. Имаше една претходна случка исто така, иначе многу објасно почетоков. А пред да почнам во МВР или пред да аплицирам во МВР, јас се запишав на граѓанен факултет. Некако така ми беше на почеток и чак и таа амбиција имав. Некако ми беше интересно и почнав првите месец-два, мислам, на граѓанен факултет и отпосле беше тоа октомври кога отпочна полициска академија. Не ни се надевав дека на некој начин ќе ме примат во полиција. Тоа време беше првиот конкурс, после стварно долги години МВР немаше конкурс, 2000 која година? 12 беше. Имаше многу пријавено, само 300 лица примаа вкупно и некако беше малце нереално и до последен момент стварно не знаев. Али да, таму почнав во полициска академија година дена бев. Тие конкурси, значи за човек да влезе во тоа време како полицаец, тоа беше неверојатни врски. Јас мислам дека стварно едно од потешките места човек да влезе во држава. Збориме како работа. Колку и да целата просечност што следи во самата професија после тоа, колку и да е таква, се едно луѓето се тепаа за да влезат во полиција. Да, тоа е сонот што Тоа е сонот, да. Некако сите наши родители ни го продаваат сигурна плата, седи убава мирно е државна. Посигурно од полиција. А реалноста е наистина воопшто не е сигурно. Воопшто не е сигурно во смисла денес си тука, утре можеш да отидеш на работа да добиеш некој прераспоредување. Добро е, кој беше твојот мотив? Мислам, тие ли беа мотивите за да аплицираш во Тогаш мотив беше, како да кажам, татко ми е веќе пензиониран полицаец. Многу сум се угледувал на него и сепак неговата кариера ми беше интересна или сето тоа беше интересна, има дел од патриотизам. Убаво е чувството да го правиш тоа. Конкретно првите желби ми беа да влезам во ЕСА за Тигар и бев еден многу краток период таму и то, како што кажав, знаеш, доаѓаш еден ден, ти дават решение, денес од утре си во сообраќајна и ти се руши цел филм. Ајде, да, кажи ми, значи, кој е процесот ти од кога влегуваш во полициската академија? Колку време ти трае процесот на обука? Како се луѓето околу тебе? Каков тип на луѓе запознаваш? Тоа што очигледно од приказната понатаму ќе може да знаеме дека ти имаш, да кажеме, предприемачки дух. Тој дух, тоа не е карактеристика, не е особина на луѓето кои што те окружуваат во полициската академија. Како се поврзуваш со нив? Како функционираш, сте толку различни, да кажем? Интересно прашање. Вака сега ќе размислам од денес. Интересното е во полициската академија кога влагаш, запознаш стварно секакви луѓе од цела Македонија доаѓаат малце, има различни годишта. Значи јас сум тогаш сум имал 18 години, ама сум бил и со некој што имало 24-5 години, мислам 27-8 години беше градницата. Различни националности, сите со различни некако гледишта, а година дена спиеш заедно со нив, јадеш заедно со нив, цело време си со нив, по некој викенд не пуштаан или да си идеме дома, претежно бевме таму. И да, кој ќе размислам, а знаеш како беше, уште тоа време таков некој бев малце бунтовник, гледаш проблеми и така некако размислам. Гледаш проблем, пробаш да го решиш, а МВР не е организација кај што ти дозволува тоа, некако си у коцка. Ги имаш правила, тие се правилата, држи се за правилата и
изврши си тоа што треба да го извршиш и не ти дозволува да размислуваш малце повеќе. Не поддржува иницијатива, да кажем. Не, Значи ти мораш да не. следиш цело време. И како поминува време и етиката се занемарува на некој начин, треба да биде буквално јас сум дојден зијам плата за ова. Имаш ли таква ситуација, да кажеме? Еве, ајде уште сме во полициската академија, но понатаму ќе сакам да ми кажеш на пример неколку примери ако имаш такви кај што гледаш, да кажеме, дека можеш да реагираш во нешто или да спречиш или да коригираш некоја акција, проблем или што и да е, али едноставно самата институција и правилата не ти дозволуваат. Тоа ќе го отвориме понатаму. Сакам само да видиме во полициската академија, значи како се градат, ме интересира нашите полицајци. Значи збориме физички и ментално. Значи кој е мајндсетот кој што самото МВР го наметнува врз тие луѓе. Значи дали е тоа во насока на развој некој или е ограничувачки, лимитирачки на некој начин? Ги имаш и двете страни. Полициска академија можам дефинитивно би ја пофалил бидејќи беше водена од така подобро избрани луѓе, претежно, тоа време кога бевме ние. Имаше многу одлични лидери, командири кои беа исто и од ДБР и од ДСЗ, кои многу угледни луѓе кои денес ги помислам и сум се угледал на нив. На некој начин самото тоа што поминаш толку долго време со нив, гледаш они како размислуваат, како одговараат, како они одговараат на одредени проблеми што ги имаме. На некој начин се угледуваш. И доста е детален тој курс, или како да го наречам, и практичниот и теоретскиот дел на МВР, така да доста беше ги има и двете страни. Ги има и двете страни. Тежок ли беше физичкиот дел да го проведеш, затоа што знам дека има физички критериуми кои што мораш да ги исполниш за да влезеш таму, да кажем. И од кога ќе влезеш таму, колку физичкиот елемент е присутен во секојдневието на ученикот, да кажеме? Е многу присутен, не да не речеме дека е секојдневен, но е присутен. Полициската академија не е многу тешко. Не е многу тешко. И ако си малце компетитивен и да не си добар, на некој начин те тера тоа да не бидеш позади, да бидеш понапред, некоја златна средина и не се даваш на некој начин. Така да тоа го има. Не е кој знае колку тешко, бидејќи има и машки и женски. Значи полициска академија е основата на еден полицаец. Така да од полициска академија некој ќе отиде да биде обичен полицаец, некој ќе иде за некој инспектор да биде, значи ќе се разграничат после тие како да кажам, ученици се разграничуваат на кој дел од МВР ќе го земат. Така да не сите стануваат специјалци и да завршуваат. Кој дел ти го фати? По кој пат тргна после завршување на академијата? Дефинитивно желот им беше тоа беше СС Тигар, тоа е. Они се дефинитивно едни од најглавните полицајци, најпочитуваните и најугледните. Без нив не може ништо. Колку знаеш за историјата на таа единица ме интересира? Од еве да кажам од 2001 тогаш имавме прилика прв пат да видиме да делува активно, да кажеме, па наваму. Да, историјата тоа се сеќавам уште одамна, уште пред да влезам тие YouTube видеа, Биди Тигар, рекрутирање уште во која беа уште 99-та, 2000-та кои имаат, како да кажам, многу е различно, многу интересно. Сега конкретно за историјата веќе и сум заборил дел од нив како настанува. Имаше една историја, еден краток документарец интересен на YouTube, уште како изгледаат со мантили и како се еволуира. Имаше една интересна документарец. Имав кратко, еден период истражував околу 2001, ми интересираше као да дојдам до колку ше можно повеќе факти за тој настан. И буквално таа единица била секогаш пуштана кога има сериозен проблем. Збориме, значи кога има многу жртви, кога има нерешливи ситуации. Значи невозможни ситуации, тогаш се пушта таа единица. Да, они биле секогаш последниот, како да наречам, последната линија на одбрана некако. Е така. Океј, ти одлучуваш да се приклучиш на таа единица
И после ти следува нова селекција, нови Не, едноставно од денешен аспект до ден денес не сватив зашто бев конкретно избркан. Бидејќи многу беше чудно. Доаѓаш и ти вика од утре си сообраќајна. Не ти дават некој површински Добро, разлог. да. Но не ме интересира како влегуваш таму. Дали е доволно само да одлучиш дека сакаш да бидеш таму или има селекција? Не, има селекција дефинитивно. Има селекција, они конкретно те прашуваат кај сакаш да идеш, нели изразува желба кај сакаш да идеш, ама нивна е одлуката на кој им дава тоа можност да влезат. Значи тебе проценува дека можеш да ги исполниш задачите таму. Колку време си во самата единица? Не бев многу, значи некои 4 месеци максимум. Дали толку беше 4-5 месеци. 4-5 месеци и ти стига после 5 месеци решение за сообраќајац. Толку, да. Од утре пријави се во полициска станица Пролеч. Не ти текнува нешто посебно да си направил, да си сгрешил на некој нешто? Не. Ние се уште тоаш бевме, како да кажам, во таа една фаза на обука, се уште не делувавме во тоа време, не делувавме на терен, бидејќи пак таа е многу сериозна, како да кажам, многу одговорна позиција. Треба стварно да бидеш малце понаучен, многу повеќе да имаш сваќање како да реагираш во одредени ситуации, бидејќи како што кажа, тие се најсложените задачи на МВР, они ги извршуваат. Стана ли сообраќајац после тоа? Стана, за жал. Стварно? За жал стана. Колку време си сообраќајац? Доста долго време таму бев. Бев некоја година дена сообраќајац. И таму беше секаков мобинг, секакви лоши случаи. И после година дена повторно ми се случи истото. Доаѓаш на работа, решение, од утре драчево си. Зашто не си носел капа вчера, не знам, те видел некој без капа си бил. Че најбанална работа. Добро, значи повтор пат те деградираат на некој начин. Да, повтор пат. И те деградираат на такви позиции кај што никој не сака да биде таму. Или се наистина нема Драчево, конкретно полициска станица Драчево, една така по-лоша, тоа време имаше многу нечесни работи таму, дрвократците се најчести сврзани со сите началници и сменоводители и конкретно и таму еднаш сопираш со тамчињава што се со дрвата, да направиш контрола, не ни пишеш казна, немаш правото да го правиш кај нив. Утре дента си на стража, више те тргаат од патрола, нема шанси, не ти дадат ни кола, ни ништо патрола. Значи ти ако трнеш да ги едноставно да го спроведуваш законот, да кажеме како полицаец, ти ќе завршиш во некоја планина за некое време. Многу често се случило на многу колеги кои стварно многу често биле честни, си извршувале работата и ќе направат таков мобинг, ќе ги прераспоредат на некоја позиција што е стварно никој не ја сака. Има такви позиции. И ќе на некој начин те тера да се откажеш. Има колеги што се откажуваат, има некои се уште водат инат и некако издржуваат, но тоа е многу често. МВР е и до ден денеска не сум, како да кажам, од денес многу од трет аспект гледам организацијата и до ден денес е истата. Многу лоша организација каде што е се уште тоа. Ако не ја следиш, како да кажам, значи мора ли да имаш, да кажем, некој процент на корумпираност со тебе за да бидеш таму? Пошто мене присилени се колегите. Да, некако така ми присилени се колегите. Значи и да се луѓето честни од она што го кажуваш, значи буквално 100% честен човек да влезе таму, за да остане, за да на некој начин преживее во таа средина, мора да се искорумпира барем во одреден дел. Едно време и на сообраќајна им стаја камери, пак некој ќе ги сопре камионите што не треба ги сопре. Онма е проблем, си имаат своји такви тивки начини како да ги задишат сите тие нивни. Добро. Те делегираат во Драчево? Да. Одиш во Драчево, колку време си таму? Кратко време брев. Некој си 3-4 месеци и успев да се повлечам. Што следи после тоа? Потоа отидов во увидна екипа. Тоа штатко ми беше таму, исто така.
кратко време и многу е чудно да работиш заедно со татко ти. Да. И тоа е наистина беше една од така подобрите и поголемите лекции у животот што ги научив, што многу по денешно време што ги гледаме сообраќајќи многу луѓе што не се свесни што све може една кола да направи и нечесно кога би возел. Ја таа лекција научив таму на туѓа кожа, да не речам. Секој ден си уклучен со различни сообраќајки, со различни луѓе што имаат различно сваќање за возењето. Кои се, да кажеме, неколку вака впечатли случаи што ти оставиле, да кажеме, што ти останале во меморија, што наставно не си можел да поверуваш дека постојат тие работи, ние секогаш не се смртните случаи. Секогаш се смртните случаи. И имаше најчудни, навистина чудни смртни случаи. Кај што сваќаш дека и еден најнормален човек, ако ја изгуби свеста пред волан, да не биде 100% свесен дека седи позади волан и дека е можно нешто лошо да се деси, и тоа што се случува. Имаше случаи, сеќавам на една случка во кругот на железара, во кругот на фабриката, едно лице си го прегази својот колега. Сакајки. Тоа сигурно не сакајки, тоа не може да биде сакајки. Навистина е многу темен регион, значи нема ни светла. После смена само што завршиле, не знам што се случува. Не може да се опише што се случува, но е многу лесно, многу брзо може да се случи тоа. Имаше бев сведок на поише смртни случаи и од тогаш многу ми го сменија мислењето. Тоа како и јас сам сваќам тоа. Сообраќајот е дефинитивно, мене ми е некако останато, не знам дали беше татко ми, дали беше некој друг, ми го кажа следно, вика, човек што нема направено сообраќајка, макар и помала, не е се уште вистински шофер. Во право си. Затоа што ние сме луѓето што учиме на искуство, и на сопствени грешки. Значи, не учиме на туги искуства или па на размена многу малце. А кога доаѓа сообраќај како тема, да кажеме, на разговор, мислам дека тука сме најлоши. И мислиме дека цело време мислиме дека сообраќајките се за некој друг, не се за нас, дека смртта е за некој друг, не е за нас, и тие луѓе најчесто влегуваат во тие тешки сообраќајки. Ги занемаруваме способноста на колата. Еден од најчестите фактори е секогаш брзината, ја би рекол. Секогаш е брзината. Тоа само да прашам, дали е брзина, дали е алкохол, дали е мобилен телефон? Алкохолот е неизбежна ствар. Мобилен е многу лошо, дефинитивно. Но што и да се деси, кога е намалена брзината, секогаш се последиците многу помали. Кога би било исто пешак, која е помала брзина, не е помал ударот, него сад да не навлакам премногу во, како да кажам, форензички ствари, но кога е помала брзината, едноставно можеш да рипнеш на хауба, да застанеш на хауба, да е ублажен ударот, да инерцијата на ударот да биде одбиена, да не биде директна. Во голема брзина, која ќе се удри. Која е старосната група на луѓе ме интересира, ако имаш некоја таква представа која што најмногу влегува во сообраќајни несреќи? Дали се тоа млади луѓе? Сигурно статистичко обрива може подобро да го каже тоа, но по мое гледање тогашно време не беа младите, искрено. Беа постарите. Многу поретко беа. Интересно. Многу поретко беа младите. Али пак ја тогаш бев исто некои 4-5 месеци таму, пак поминаа доста многу сообраќајки, но некако беа повеќе постарите. Добро, 4-5 месеци се задржуваш, значи хорор, буквално сведочиш на хорор од различен тип секој ден. 4-5 месеци. Како продолжуваш својот пат? Уште си во МВР после? Да. Уште тоа што бев, се запознав со единица за службени кучиња. Не ни знаев дека постои нешто такво. Добро.
ја од секогаш сум имал огромна љубов према кучиња, од секогаш сум чувал кучиња. И беше многу интересна работа и дека може да биде една таква ствар да може да поврзеш една стварно голема љубов, па чак и со работата во МВР. И буквално сам отидов кај тогашниот началник, си тропнав на врата. Јас стварно имам голема желба, реков, да дојдам тука. Значи без никакви врски и без ништо. И не знам, виде нешто у мене началникот. Помина некои си 2-3 месеци, ама буквално ме зема таму. Не зема. И последните 2 години поминувам таму и тоа ми беше стварно еден убав дел од МВР што го видов и стварно последните 2 години па бару ќе кажам онака стварно уживав во работата. Добро, заслужено. Заслужено. После све што си прошол. Да. Тоаш си го најдов некако своето место и наистина тоаш малце подрукше бев, посмирен бев, некако душата ти е на место, стварно. Бев задоволен од поише начин. Чак имаше еден момент кај што буквално кога ја запознав сопругата, више се одлучуваме дека ќе се земе, да имаше дискусии да дојде она во Македонија, пошто стварно некако убаво ми беше, пак си ја сакав работата и си имав некои планови пак тука, ама испадна да отидеме натака. Али последната година, последните 2 години беа доста интересни. Добро, значи последните 2 години го наоѓаш своето место во МВР, но сеедно одлучуваш дека не е местото за тебе и дека не е местото кај што ти можеш да го оствариш својот потенцијал. Осеќаш дека има нешто повеќе. Да, имаше. Периодот беше период таков кај што онака осеќав и чак и тогаш почна тоа предприемаштво кај мене. Отворив као пансион за кучиња. Го видов дека наистина имаше премногу голем деманд, на премногу луѓе бара и летен и зимски период кои идат на одмор, немаат кај ги остат кучињата. Аха, тоа се како тој период стварно немаше никој. Сега има исклучење неколку поише. И уште тој период почнав така со сериозно. Да. И има луѓе ги оставаат за да по устори нема каде да ги остави. Нема каде ги остави. Нема. Тоа време стварно. Тоа време имаше не знам, 2 можеби, а во Скопје има колку кучиња има, колку луѓе сакаат да ги остават. И тоа е нешто страшна идеја, значи до сега стварно прв пат слушам за такво нешто. Тоа е страшно добра идеја. Не, одлично беше и тоа не знам, почна со една идеја, потоа имаше многу бе активни здруженија за што ги спасува кучињата, па со нив соработав едно време, нивни кучиња чував. Така да уште тогаш почна тоа минималното предприемаштво. Немав ни фирма, ни ништо, ама и пак е тоа, пак се сделки, договарања, сваќања, па имаш некои визии, ќе направиш нешто повеќе. Така да уште доста рано тоаш Тоа беше цел или полупансион за кучиња? Цел пансион. Колку кошташе, например, ме интересира вака, чисто како факт. Да, ден да пројде куча. Не сеќавам, али некои си 300-400 денари тогаш, дали знам, моментално се многу поскапи цените. Тоаш беше конака, имаш плата, ова ти е нешто како екстра. И како изгледаше пансионот? Буквално, ја имав Ротвајлер тогаш. Тој куче беше цело време со мене. Беше цело време пуштен, ми имав направен огромен бокс за него. Никогаш не беше внатре. Единствено некој кој ќе дое на гости, па ете да го затвориш. Едноставно така стоеше, празен. И тогаш, да имаше една многу интересна случаја. Тоаш викам ајде размислам како да направам нешто да изгледа поубаво, нешто да биде подзидано, да ипак ќе дојдат луѓе, нема било каде да го остават куќа. И се сеќавам првата моја сделка фактички што така убава пара направив во подрум кај нас дома најдов едни даски и гледам даскиве. Седат многу долго време седат и го прашувам тоаш дедо ми викаме, "Овие даскиве што се?" И ми кажу историја, почна да искажува, твоите, вика, кога се зема, не знам, некој ги подари даските ореови, многу се скапи. И ја викам, окей, и Google, одма, бараш ореово дрво, колку пари е, што е, како е. И гледам, тоаш многу скапо. Скапа работа, да. И сега сваќам дека ореовото дрво, што посуво, е толку повредно и поголема цена има. И овие, колку што сум бил стари, толку и они биле стари, седат у подрум и дури од што се толку многу суви, некои беа искривени, а беа повеќе даски. И уште тоаш
ги ставив на реклама 5, некоја стварно побарав, некоја висока цена 1000 евра, не знам колку квадрати беа вкупно. Дојден дечко, се ценкавме од како беше негде 40.000, 35.000 му ги продав едно чудо даски. И тоа беше цела плата, сум земала даски и сватив дека не знам, си имам дома ствари и можам да ги препродам. Дефинитивно. Така да тоа купи продај си го имав некако уште во тоа време. Така да тоа тоа е специфична категорија на луѓе, познавам стварно неколку такви луѓе кои што едноставно гледаат вредност во објектите. Значи има некои луѓе, ја на пример никогаш нема да ги видам тие даски како нема да видам вредност во нив, нема да видам трговија, бизнис во нив. Ќе гледам како купнат дрво што собира прашина и 20 години ќе проаѓам покрај нив. Така. Ја со тие 35.000 што ги направив, тоаш цигли, купување, бетон, сам ги изгреев така, некако боксовите, неколку имав 4 бокса, мислам. И тие 4 бокса се напунија ултра брзо, као една реклама 5, како да кажам, оглас, толку, ништо немав. Нешто Facebook, минимално некоја група, луѓе се јавува премногу се јавува. Издруженијава сакаат да остаат куќиња, ден за ден наоѓаат куќиња, те молам ќе го земеш, препун бев, не знам, цело време некако бев пун. Тоа беше толку смешен период. Неверојатно. Да. И уште тогаш беше тоа претприемаштво и после, знаеш, мајка ми, кај са толку куќиња, па кај ќе ги собереш и са ја, одма проблем, ќе најдам решение, са ќе гледам кои најмногу се дружат, па не знам, некој ден ќе ги ставиш две заедно у еден бокс. Стварно не име некој голем проблем, и онака голем дел од денот се имало, пак пуштени, например, шетани. Да едноставно да се здават, да, имало. Различни сорти, различни тие се домашни куќиња чувани со табиети, со цела персона ти доаѓа, тоа не е улично куќа му даеш да те благословат цел живот, значи тука е ко со луѓе. Имало дефинитивно. Имав една куќка што ми остана толку во некако во памтење, премногу си ја сакав Атила. Значи ни ја донесоа, не знам од кај ја донесоа, некој од здруженијата ја донесоа и беше некое ретко куќе, некој јапонско куќе, конкретно се не ме сфаќа за збор како беше расата, некое борбено јапонско куќе беше. И беше ретко, знам дека беше дури онака вредно, кога дојдоа беше толку лоша, толку беше онака агресивна. И како поминуваше време, знаеш, здруженијава ќе најдат домови, стварно беа активни, наоѓа, ќе поседи месец-два, ќе најде дом, ќе го прата. Али ова беше малце таква поборбена, поголема куќка и некако остана, па не знам, година дена остана кај мене. Секој месец за месец плаќи, едно време викам, ми е жал, викам да ја изијам поише пари, викам ја ги си ја чувам сам. И така остана некако и си ја засакавме, татко им премногу ја засака и си ја зачувавме сами, некој си проживеа едно 4-5 години кај нас и више фати болести си замина. Колку време се случува тоа со пансионот? Па, колку, не многу. Значи, колку време што работам во единица службени куќиња, толку 2 години, нема ни 2 години. И веќе кога си заминувам за Шведска, веќе морав да го затворам тоа. Значи, одлуката да одиш во Шведска е поради тоа што сопругата твоја, не знам дали сте биле тогаш во брак или тогаш сте се... Не, имавме long distance. Да, long distance, решивте да го направите short distance и да прерасне во нешто во посериозно. Така. Добро, значи носиш одлука да одиш во Шведска. Почнуваш буквално од почеток со све. Значи све ова што си го почнал тука, си останува во Македонија, едно супер искуство, мислам тренингот кој што претпоставам таа дисциплина која што имаш стекнато во МВР и тие некои неправди кои што ги осетиш на своја кожа, многу понатаму те тера да цениш многу работи во животот, посебно да кажеме кој ќе отидеш во уреден систем како што е Шведска. Претпоставувам. Па, уреден, далеку дека не е уреден. Се си има нели свои предности и негативности. Далеку поуредено од кај нас, но има стварно многу големи потешкоти. Али многу го објасни, дефинитивно. Се селиш као новороденче си, као бебе. Мислиш дека знаеш нешто, тогаш многу се лажев дека мислам дека знам. Или ипак имаш оформен карактер 24 години, се селиш у друга средина, мислам дека е дефинитивно една од најголемите грешки што ја правиме ние балканците кога ќе се преселиме во било каде.
надвор од Македонија. Која? Што мислиме дека знаеме нешто, дека разбираме? Тоа што воопшто не се приклопуваме кон нив. И тоа што мислиме дека знаеме. Бидејќи, знаеш, логиката, логички, кога ќе размислиш, многу од нивните ствари не се логични за нас. Како работа, дека не работа толку многу, како ги сваќаат работите, си кажеш, ја ќе дојдам, можам поише, знам поише, али реалноста е дека нивните резултати во дали било Шведска, Норвешка, Германија, понапредни земји се нивните фирми, се понапредни, попрофитабилни се од нашите, а сепак некако сите го имаме тоа чувство дека можеме подобро од нив или дека можеме дефинитивно дека можеме подобро да престираме од нив, ама сепак нивното тоа по-смиреното е. Кој беше твојот прв контакт, прв работен контакт, да кажем, еве се преселуваш во Шведска и ти мораш да почнеш да работиш нешто? Прв пат почнувам да работам во фамилијарната фирма што е на сопругата таткој. Он имаш исто голем сервис за коли, Volkswagen авторизиран сервис, така да престижен. Како да кажам, сервис и продажба за коли. Таму почнувам како перач, буквално од почеток. Од почеток. Не знаеш јазик, нема кај друго, не знам ништо друго од механика, единствено најлесно што можеш да почнеш е да шпереш коли. Така да таму беше уште еден онака интересен даунгрейд. Ама не го осетив како даунгрейд, убаво ми беше на некој начин така. Сакаш да почнеш. Да, ама види, до тој момент ти веќе си прошол толку многу. Значи, на 24 години, целиот тој пат во МВР, еве си почнал и на страна да работиш со пансионот, значи, бара понизност, според мене. Мислам дека да отидеш и пак да почнеш како пераш. Значи, еве, целото тоа деградирање во МВР што си го доживеал, значи, уште една, како што викаш, деградација сега. Разбираш, значи човек не може да те бутне буквално тебе, значи колку да те деградира цело време ти се враќаш. Таа е некоја снага што ја носиш со себе, од целава приказна можам да ја препознам. Дефинитивно. Некако кога отидов таму, знаев дека ќе успеам, у смисла дека окей, да, почнувам сега, морам да почнам тука, нема друг избор и знаев дека можам да се изборам да бидам нешто поише. И доста брзо се изборев да сменам позиции, да идам на, како да кажам, доста брзо се префрлив на продажба, иако не го знаев јазикот, тогаш работев само со експорт афери, само со клиенти што зборат на англиски. Англискиот ми е перфектен, така да доста лесно си го најдов местото таму. Таму и почнува сето тоа, како да кажам, таа визијата за како подобро да направиш и знаеш, кога работиш во туѓа фирма, најчестото е дека не можеш да ги смениш работите, а тоа некако предприемаштво дека и мене пак гледаш некој проблем, знаеш како да го решиш, ама треба некој друг амин да каже. И цело време имаш некоја кочница и цело време таа фрустрација дека мене се срееше кај што сакаш да направиш нешто поише, гледаш дека окей, само ова ако го направиме ќе биде многу подобро. Можеш да го направиш, само и не можеш да го направиш. И така да уште таму почна таа една фрустрација. Кај мене фрустрацијата е најголемото некако гориво за да успееш. Тоа сум го согледал. Како успеаш ли да направиш таму промена некоја? Не, дефинитивно направивме промени. Таму бевме заедно, и ја и сопругата работевме во продажба, дефинитивно имавме огромни резултати. Шведска е доста голема, имавме сеќам Купрата кој искочи као бренд кој се оддели, имавме надпревари, во цела Шведска имавме најмногу Купра продаено. Буквално во цела Шведска, така да тоа беше еден од поголемите достигнувања. Луѓе има од Гетеборг, од други градови што доаѓаат да купат конкретно кола кај нас. Многу акции правевме, многу интересни акции сме правеле, имавме доста интересни ствари. Сеќавам конкретно имаше многу интересна, многу пофалена една акција што конкретно ми текна баш во време на короната која беше. Кај нас во Шведска немавме рестрикции, немавме такви ствари. Се уште се движевме, ама имаше сепак голем страв помеѓу луѓето. И сеќавам пуштивме акција како бесплатна работна рака за сите што работат во околу hospitality, како да кажам, околу угостителство, добро? Не угостителство, извини, околу
болниците. Болниците, доктори, да. Тоа беше прочуено многу. Тоа беше онака и добри зборови имавме. Клиенти што никогаш не би допреле до нас, што не живеат воопшто блиску, ги остава колите кај нас на сервис. Тоа е одличен продажен потек. Да, тоа беше на онака ниво, конкретно работиш ли во болница како доктор или било кој, како да кажам, околу медицината има бесплатна работна рака сега. Така некоја беше работната. И ја користеле луѓето Да. допрели до нив. Да. Допреа и онака беа позитивен фидбек, им беше мило што сакаш на некој начин да помогнеш назад на сите тие што тоа време бар у Шведски имаше многу борбеност околу нив. Буквално не си одеат дома, има ултра долги смени. Имаше таа интересна тензија за време од короната. Викаш Купрата е моделот кој што најмногу го продавате Тогаш да. Ни Шведска. Има ли уште некој, што е со Volvo на пример? Успевате ли да продадете, пошто тоа е шведската фирма уствари? Да. Не, на продажба ние бевме ауторизирани препродавачи за Seat. Значи имавме ауторизација да препродаваме нови Seat коли, после за стари коли работевме со сите други. Инаку за Volvo е според мене и се уште е онака еден од најдобрите брендови. Најбалансиран, најдобар сервис. Дефинитивно онака си продолжуваат со нивната традиција, безбедноста е се уште приоритет. Што све успеа да научиш, да кажеме, во тој сервис? Значи освен продажба, дали нешто може би понаучи околу механика, си почнал со перење на коли, значи Бев на сегаде, знаеш. Што све успеа да совладаш од таа индустрија? Многу буквално сите сегменти. Може би не фатив пиштол да земам да фарбам, али конкретно да земам да ми го дадеш кодот, ќе знам како да измешам бојата или како да конкретно да измешам бојата. Сите сегменти од, на пример, како да кажам, пошто имаш или Марија, како иде процесот, нарачување на делови од механика, конкретно не фатив да работам механика, ама голем дел знам да сватам, да го сватам проблемот, колата, бидејќи многу често се најдов во како се нарекува, вардирање на возила, да ги оценуваш возилата. Така да треба да сватиш некој возило кога го тестираш, има ли мани, нема мани, како се понаша, да ги увидиш тие аномалии. Така да буквално сите сегменти некако ги поминав и еден од поинтересните сегменти беше економијата. Како што кажав преска, фрустрацијата што ме тера некако да продолжам. Имаше една случка што така доста многу често ја памтам, конкретно ревизорот на фирмата што беше. Поставаш некој прашање, интересно ти е да сватиш како е, зашто е, или како ова го книговодиш, зашто под ова конто го ставаш, и некако никогаш не ми даваше некој конкретен одговор. Не се такви швеѓаните, јас имам плата за ова да ти книговодам стварите, не да те менторирам тебе. И некако тоа исто така, тоа ми ствари една таква фрустрација и желба поише да научиш, да сватиш како е, зашто е. И некако, што тогаш сватив дека сам треба да седнеш и сам да го Еден од стереотипите за луѓето, да кажеме, луѓето од Македонија кои што идат во странство, заради големиот процент на успешност кој што има, да кажеме, во работата таму, па ги кажам стереотип, значи затоа што го немам лично премногу искусено тоа, дека луѓето практично спеваат во работата затоа што нема што друго да прават таму. Као социјалниот живот е на минимум, ако воопшто го има, значи единствено што ти останува е да се посветиш на работата. Колку тоа важи во твојот случај тоа правило? Па, некако во мене цело време имало некоја желба да направам нешто повеќе, не да се докажам сам на себе си, него едноставно да биде нешто поголемо и поголемо. Тоа статус кво никогаш не ми се допаѓало, не сакам да стојам у место. Инаку во Шведска тоа е сосем спротивниот стереотип. Имаш све на тацна сервирано, само треба да работиш 8 до 5, да си дојдеш дома и да најдеш некој хоби и да продолжиш. Сите живеат на некој начин на тој начин. Кај мене некако повеќе ми е
тоа предприемаштвото, не знам, желбата да направиш нешто големо свое и сам да го направиш од секогаш била така, доста големо. Само те го сменив тоа да не биде сам, сваќам дека со повеќе луѓе дека подрукше, повеќе можеш да успееш. Но практично да решиш одреден проблем. Да решиш одреден проблем. На своја иницијатива. Да. Значи тоа е драйвот, тоа е она што го води секој предприемач кон својата цел, да кажеме, решавањето на проблемот и способноста да го детектираат, што е уште по вредно според мене. Да. Затоа што многу луѓе не ги гледаат проблемите. А она што го правиш ти можеш да го видиш, можеш да го видиш и решението и имаш енергијата да трнеш да го решаваш. Да. Ми спомнам во Гетеборг, така? Не, во Стокхолм. Во Стокхолм? Да. Каков е Стокхолм, да кажеме? Немам многу прилика да слушам од македонци кои што живеат во Стокхолм. Обично луѓето се во Гетеборг, таму е најголемата заедница, претпоставам. Гетеборг и малку. Каков е Стокхолм за живот? Стокхолм као град за мене е едно, или би рекол најубавата метропола во Европа. Наистина е преубав, има преубава природа. Архипелагото на Стокхолм е, не знам, има премногу острови. Ти треба доста долго време за да го истражиш цел. Ко град е убав, единствена фалинка би рекол дека не е или различности со Скопје што ние сме навикнати, не живее цело време. Него во 8 сат све се затвара, некако малце така си лимитиран со време за некои работи. Но преубав град. Интересно. Преубав. Во 8 сат готово. Ништо не функционира. Беше што беше. Беше. Макдоналдс, некоја пицерија, нешто. Па добро, ама види, ние се навикнуваме тука на тој начин на живот полека. Не дека овдека функционираат продавници после 8 сата, ама само продавници и бензин. Да, душо, да, на некој начин тука малце е променето. Да, не дека лудилото трае уште полека, значи ќе дојдеме ние. Самиот си кажа, значи тие луѓе се таму не дека се полоши од нас, туку дека се подобри. Дека веќе имаат сватено, имаат реализирано некои работи, ги живеале, ги поминале како нации, ги надраснали и сега ние ќе отидеме таму. Чекај се, овие се мирни така, значи ние доаѓаме од темниот вилајт овдека, од хаосот, нив да ги учиме дека треба малце да живнат. Да. Не знаеш како е, кога ќе дојдат они кај нас во Македонија, можеме да им покажеме некои убавини, Охрид во лето, да ги научиш на друг начин како да живеат. Али конкретно во животот, се останато од одмор, дефинитивно треба да ние да учиме повеќе од нив. Кога го правиш својот прв подвиг, да кажеме, во Шведска? Кога се одделуваш од првата фирма во која што влегуваш и почнуваш нешто свое да креираш? Кога? Па доста брзо после тоа. После откако се одделивме, почнав да работам пак еден даунгрейд во животот, почнав пак да возам мало камионче достава на роба од маркети. Значи пак од почеток почнав. Пак од почеток, малце имав еден по така разочарувачки еден период и некако така ми беше фаза што ќе правам во животот. Да, знаеш дека луѓето еднаш како ќе добијат таков сетбек кој ќе ги врати животот назад или кој ќе ги седне на газот, многу тешко стануваат. Не па 3, 4, 5 или 6 пати. Да, управо си како ќе размислам. Многу често, дури првиот пат, многу луѓе да добијат таков сетбек и после 90% значи веќе не стануваат. Да. Тука почнуваат сите тие оправданија, изговори дека нели животот не е фер, дека не им се дај инвестицијските карти и така натаму. 2 пати, 3 пати, 5 пати. Тоа многу рано го сфатив тоа. Никогаш го немало тоа, како да кажам, жртва ефект. Сам сум си бил крив за многу работи. Мислам, јас сам сум земал такви одлуки. Бар при крај тоа беше сам моја одлука да се одделам и да го отпочнам тоа. И знаеш како интересно е. Али пак имав еден таков период кај што си реков, окей, ја бев малце во борба со моите мисли. И пак Шведска ти го нуди тоа. Таква е земјата. Иди на работа, можеш било што да работиш и да бидеш многу среќен. Си дојдеш дома во 5 сат и таму е многу потешко да бидеш предприемач со ова што го кажуваш. Многу е тешко.
у Шведска многу луѓе мислат Македонија е тешко, али Шведска е Види, практично многу тешко, многу овдека тешко. овдека не е ни опција тоа. Значи овдека мислам дека веќе не е ни избор. Веќе да. Да отидеш и да работиш на пример јавна администрација или нешто такво или Да. приватно кај да отидеш, практично е кога се осудиш на доживотна робија. Сам се судиш. Така Значи, е. не е опција дека мораш да почнеш нешто. Таму е опција се уште. Значи она што викаше дека Шведска ти дава услови, човечки услови, достоинството да си го зачуваш, живот нормален да имаш, без при тоа да го носиш товарот на претприемништвото. Дефинитивно, ништо. Буквално не те на некој начин истото е. Не, и таму најчесто сите завршуваат факултет, сака да се вработат. Има некои така визионери што сака да победат некој проблем, како да кажем, да решат некој проблем, но најчесто најлесниот избор е тоа, дефинитивно. Работи било каде, плюс минус платата иста, еднакво ќе бидеш среќен и ќе бидеш роб на Како се раѓа твојата идеја за започнување на бизнис во камиончето или дури го возиш? Додека возам камиончето, ја имаш таа фрустрација, знаеш. Таму тогаш фрустрацијата ми беше Што возиш конкретно ме интересира? Ивеко. Не, мислам роба е, тоа е нешто. Работев во една многу интересна убава фирма, ИК маркетинг, тоа само што отворија еден многу софистициран лагер кој што буквално сам ја селектираше робата. Имат роботи ко Beehive, како го нарекуваат, ко пчели. И носат, како сега, било која опрема, било кој производ кој ќе го наречеш на интернет, ти го стават во кеса, све е дигитално и мене ми е код деливери готов камионот, само идам, скенирам, буквално све автоматизирано. Таму не беше убавото бидејќи работиш најчесто од поручек, значи работиш од 4 до 10 вечер, одлично заработуваш, но тоаш веќе бев татко, нема која си ги гледаш децата, оние ту градинка, само што се вратил од градинка ти идеш на работа и знаеш дека не можеш долго време да работиш таму. Тоа е поише работа за студенти. И додека сум веќе таму на работа, добив понуда да работам во една друга фирма, конкретно што е поврзана со автомобилството. Доста многу работи научив таму. Тоа е конкретно добив позиција да оценувам коли за откуп на возила и многу малце таму работев. Работев околу 5 месеци. Од кои што 5-6 месеци, петиот месец си отвори веќе мојата фирма, на име на жена ми, они го видоа тоа брзо и даде отказ. Така да таму почнува више предприемаштво. И се уште бевме некако во економска криза. Али тоа кај нас балканското хасл 24/7 работи цело време, буквално по 5 сати спиев, компјутерот до мене, cold calling на еден чудо клиенти. Ево, окей, решаваш дека ќе отвориш своја фирма, значи. Така. Тој маневар не ти проаѓа со името на сопругата, дека тоа ќе можеш паралелно да го тераш. Не сакав паралелно, не. Таму беше истото, таму буквално big corporate. Ти дават едно туце книги, пред да ги прочиташ, пред да се вработиш, ова ти се правилата, не размислувај да надвор ти правилиш. Ја тој карактер не може ни подразно не можам бидам тој. Таа фирма беше во раст со многу проблеми. Стартап која е достапна на берзата, има едно чудо shareholders кои што имаат различно мислење, имаат потешкоти на раст тие фирми. Тие фирми имаат секој ден многу проблеми, ултра многу проблеми. А јас сум таков некако, са немам таква позиција да земам такви одлуки или да поправам, да помагам, а некако цело време ме тера тоа, и онака си возиш некај дома, размислуваш, па му пишеш мејл некој шефот, да ти го ни гледа или така да, и тоа знаев дека не е за мене, не може да. И многу природно конечно отвораш својата фирма. Да. Зашто точно? Значи кои се услугите што ти ги нудиш? Уште тогаш целото моје искуство кое го собрав од двете работни места за поврзани со коли, сватив дека онака си ги сватив кои се проблемите на клиентите. Си земав први се насочив кои ќе ми бидат клиенти, најбитното. Реков не можам да продам на секој, окей, овие клиенти се најпаметно е да се фокусирам. Се фокусирав само на други автосалони во Европа. И реков само на нив ќе продавам. Тоа ќе ми овозможи да продавам коли од дома,
со помалце капитал и да можам директно да ги, како да кажам, сорсам тие коли. Значи продаваш нови или половни коли? Половни тогаш. Значи продаваш половни коли на салони низ Европа. Така. Добро, зошто они би сакале да ги купат тие половни коли на пример? Они веќе ги купуваат. Салоните, други салони, како да кажам, автосалони во Европа, било каде, Италија, Германија, нека видат, работат на ист начин ко со автосалоните во Македонија. Значи, они им треба извор на коли, од кај ќе ги откупуваат тие коли. Они може да ги откупуваат од повеќе места. Значи, има премногу аукциски фирми кои се достапни, има многу агенти као мене тоаш што им нудат коли или директно да идат на пазар да ги купуваат своите коли. Да, пошто ние идеме да кажеме пазарот на половни автомобили во нашата перцепција, луѓето кои што не се во таа индустрија е плат за коли. Значи знаеме дека луѓето идат во странство, Германија претежно или други европски држави по плацеви и таму ги купуваат колите. Значи никој не иде во салон да купи половна кола. Барем ја немаме таа култура на купување. Да. Па таму има доста многу такви салони што ги нарекуваш за половни коли и во правилен момент го отвори бизнисот бидејќи тогаш почна тој, како да кажам, shortage на нови коли, каде што се потешко беше да купиш нова кола бидејќи производството им беше оттежнато. И во тоа време буквално и користените автомобили некако доста многу рипнаа со побарувачка, а маркетот немаше толку многу поволни коли. И така да цените беа во раст, доста многу во раст. Ја го сватив проблемот кој го имаат тие фирми, бидејќи тие фирми најчесто, мислам, фирмите кои што јас се фокусирав, најчесто гледав да бидат фирми што имаат 1 до 3 вработени и кои што немаат дедикиран вработен за откуп на возила. И тоаш ја доаѓам во слика кај што он ќе добие довер во мене и ја ќе му бидам таа помош да он ги најде тие возила. Така да малце поспецифично беше тоа како се поставив. Бидејќи немав капитал, почнав буквално со нула пари, да не речам со многу малце. Немав пари да уложам во некоја кола за да чекам да ја продам. Ова ми беше единствен начин како можам да се пробијам. И знаеш, го видов, како да кажам, овдека ги купуваш и ги продаш колите во многу брзо време, или истиот ден. И најбитното е дека ми овозможи да работам од дома, да не морам да имам салон или некој плац или било каде, што беше една од најдобрите предности. Значи ти си практично човекот на средина. Значи ти не ја купуваш колата, значи само ја купуваш? Да. Но на почетокот само ги поврзуваш. Па на почетокот беше многу интересно, таа буквално на некој начин ја почнав со тоа да ја продавам колата, па после ја купувам. Малце чудно звучи. Но така беше на почеток. Немав пари. Ја први. Значи ти го наоѓаш човекот, мислам тоа е брилјантно ова што кажеш. Значи ти го наоѓаш човекот, ја наоѓаш побарувачката за точниот модел и после тоа го бараш моделот и му го носиш. Така, практично. Конкретно. Значи, конкретно кога знам ја како размислува клиентот, знам кој му е проблемот, точно која опрема и најбитно колку е он спремен да плати, ја знам која кола да ја најдам и знам колку јас да ја купам таа кола за да имам таа разлика во цена со него. Колку такви фирми постојат, да кажеме, во Шведска, кај што го имаат тој проблем, да кажеме. Колку салони немаат дедициран човек и ти во Шведска го немаат тој проблем. Шведска е малце поразличен, како да кажам, поразличен маркет кај што малце поразлично функционира. Во Шведска ние, на пример, нашите купувачи клиенти, приватни лица, они никогаш не би прифатили импортирано возило. Не знам, тоа е во дел од културата. Бидејќи има датабаза за сите возила, по број на шаси или број на регистрација, можеш точно да видиш све за колата. Доколку импортирана, одма е као одма се гледа тоа. И на некој начин не ја сакаат колата. Сериозно, значи во Шведска ако не потеклото на колата од Шведска не може не многу е нелогично да биде. Многу е нелогично бидејќи во Шведска ние претежно возиме нови коли. И ако е нова кола, ја купуваш од авторизиран сервис. Користена кола нема логика да ја купиш, бидејќи најчесто ние ги земаме на лизинг. Најчесто ја земаш на име на фирма, си земаш лизинг, возиш 3 години ја продаваш. Тие што коли што се 3 години, да, има сепак нели клиенти за нив, што се користените возила, но нема логика да купиш кола од страна, да ја доедеш во Шведска
бидејќи им најчесто поскапи се колите за нас. Шведска има многу специфичен, како да кажем, конзумент кој што така едни исти коли сака. Доста исти коли ги сака. Сериозно, ги имаш вака кои се колите, кои се моделите најбарани таму? Најбарени се дефинитивно Kia е у огромен пораст, Volvo, цела Volkswagen групација, Audi, BMW не би рекол, малце упад, но има ли да се што кажеме хибрид, годиште или испод кое не се продаваат веќе? Или не смеат да се продаваат? Не смеат, ама нека статистички се зависи. Има кај нас во 2000, например, 2020-2021 година имаше една некои нови закони донесоа за данокот што го плаќаме за возила и возилата што се регистрирани над 2021 како беше, доста драстично ги покачија даноците. Така да, не знам, ја би рекол таа една златна граница, би рекол дека 2021 по 2021 не би купувале многу клиенти. Кај нас има некои закони, например, многу е поврзано со осигурањето. Осигурањето кај нас дава, имаше осигурање чак и на мотор, која осигура школата. Алтернаторот ќе се расипе, може да иде на осигурање. И сега осигурањето најчесто кажува до која километража и до која година го возможува тоа. После тоа не го дава. И така да таа е една граница која што најчесто ти кажува купи ја колата или не ја купи според колку е стара. Но тоа најчесто е возиме коли што се под 150.000 километри и не поише од 5 години стари, више која е 6 години стара, се опаѓа и се некако поскапо ти доаѓа. Интересно. Да. Добро, Шведска е позната по тоа дека си го одржува возниот парк баш на високо ниво. Да. Да се вратиме на твоја приказна, значи како ти ја продаваш, многу интересното, значи ти ја продаваш твојата кола пред да ја купиш, некако тоа исто, но после тоа успеваш да кажеме да застанеш. Многу интересно, може да ти го објаснам тоа нека по-детално. Да, интересно. Значи конкретно кога имаме еден клиент, конкретно меѓу првите коли така што ја купив беше на Audi Q5, се сеќавам од еден клиент. Да, ќе те прекинам, нешто ме интересира конкретно, значи колку такви клиенти мораше да најдеш за да си сигурен да кажеме после тоа и да можеш да ја купиш колата пред да имаш точната побарувачка за неа? Или дали уопште се смени начинот на функционирање во таков начин? Не се смени. Првата година воопшто не се смени, бидејќи нема воопшто капитал да уложам во ниједна кола. Воопшто немав. Него цело време беше знам што они бараат, тоа го барам јас. И конкретно ја можам да му ја презентирам колата со слики, со видеа. Најчесто се со слики, ако некој специфичен клиент ќе ја земам колата на тест драйв, ќе можеш да му ја покажеш на друг начин, иако воопшто не си власник на таа кола. Кога му се допаѓа на некој колата и кажува ќе ја земам колата, ја веќе ја купувам на колата. Али ја купуваш на контракт, така да пак имаш еден грейс период да ја платиш од, не знам, 5, 6, 7 дена. И ги чекаш парите да тие 7 дена да ги добиеш за да ја купиш кола. Ама има еден друг проблем, бидејќи најчесто ги продав колите за експорт. Најчесто тие возила, одредени лизинг возилата, треба да се продаат за нето цена. Во Шведски имаме 25% данок. Така да сите коли мене ми беа 25% поскапи, бидејќи ја ќе ги купам за цена што е инклудирано данок, ја продам цена ексклудирана данок. И мојот контото во банка беше цело време у минус. Тоа отежнуваше уште толку многу да јас купам некоја друга кола. Али беше, не знам, борба беше буквално цело време. Како функционира? Како го зголемуваш, да кажеме, обемот на операциите после тоа? Многу беше тешко. Имаше одредени клиенти плаќаа инклудирано данок, потоа го враќав данокот, али тоа е многу тешко да некој има доверба да ти го направи тоа. И тоа што треба и да ги намалиш маргиналите, да немаш толку големи маргинали за уопште они тоа да го направат. Ретки се тие клиенти, но се сработи за довербата. Сватив дека најбитниот фактор кај аферите, особено овие бизнес то бизнес афери, е само довербата. И се фокусирав само тоа. Само на контактот со нив,
Само како тоа ме гледаат и како едноставно да ги услужиш, на каков начин ги услужиш. Со колку бизниси работиш денес? Мислам со колку салони? Од денеска е доста многу. Денеска имаме повеќе од 40 на различни клиенти кои некои купуваат редовно, би рекол некои 20 не купуваат редовно, другите се така чатпат. Значи тоа е веќе голем бизнис, може да кажем. Да, ние последните 2 години имавме така како да кажем, ист резултат, годишно имаме обрт од нешто под 5 милиони евра. Продаваме околу 330 до 350 возила годишно. На истиот принцип. Не, веќе малце се ни се смени веќе после 2 години. Значи да, сега значи може да се опуштиш малце да кажеме да си купиш одредена група на коли и да чекаш да се продат или да бараш, да после 2 години кога банките после 2 години ќе се смилуваат да дадат некој минимален чек кредит, иначе претходно. Значи 2 години 2 години беше blood, sweat and tears, сигурно. Значи 2 години беше дужев пари на секаде, али you gotta make it somehow, некако мораш. Стварта е што данокот ти се враќа. Ја направив таква, како да кажам, таков систем да данокот ми се враќа секој месец. Ја можам да продавам коли константно, но како продаш коли цело време си у минус. И чекаш тој ден кај што, како да кажам, шведскиот УЈП ти го враќа данокот и после тука ти се парите, па пак идеш назад. И тоа е челенџот цело време што го имам онака. Кеш флоуто како го менеџираш. Многу е лесно да продадеш кола. Мислам за нас стварно е не е некоја голема филозофија веќе кога сме добро стационирани, етаблирани како да наречам, е лесно, но има малце други се проблемите кои ги имаме и ги решаваме. Колка група на луѓе, значи работите денес, да кажеме? Денес сме колкав е тимот? 7 души. Едно време бевме 15, па намаливме. Имаме доста големи потешкоти за да рекрутираме нови луѓе. Како почна се зголемува тимот, да кажеме? Кога оседи, мислам колку време беше сам во цела приказна? Првата година и пол бев сам. Година и пол бев сам. Со помош на сопругата секако. Но и она колку можеше да помогне, поголем дел од период беше трудна, чуеше деца. Еве да кажеме сам, колку коли имаш сам продадено? Имаш ли бројка некоја? Сам. Па, од прилика да кажеш. Најголемиот дел од нив се продаени од мене. Тимот што е во Скопје, на пример, ги моментално се во една фаза од подолготрена обука. И доста е тешко што го правиме. Наистина, јас сваќам и нивната работа. Потешкиот дел е да ја најдеш колата и да ја купиш. Ги треба да ја купиш за правилна цена, да се совпаднат тие коцки со клиентот и да не направиш грешка, да има некоја, не знам, мана колата, да ја купиш од погрешно место. Има доста многу ствари што треба да се запазат. Сега моментално купуваме многу од аукции кај што се ултраризична група на клиенти кај што многу лесно можеш да... Какви аукции? Најразлични аукции. Значи, најчесто тој, како да кажам, цикл на колата како иде, најчесто после 3 години завршува на некоја аукција, кај што треба да се купи. Најчесто. Такви се некако правилата на фирмите, на самите фирми што се влашни, на банките, дали било тоа банка, дали било тоа некој авторизиран дилер, најчесто и најлесно име на нив да стават колата на некоја платформа и да имаат што помалце вработени околу таа кола, околу процесот. Да, интересно ми е вака, те прашувам затоа што ова е прв пат да слушнам, да кажеме како функционира, пошто ова се принципи на функционирање на целата индустрија, на автомобилската индустрија, значи продажба и трансфер на коли, значи како функционира целиот тој обем, а да е повеќе од како се вика купување од кола на плац, значи прв пат слушам за како уствари индустријата функционира. Така, ние поише сме, да речем, трейдери на возила, така да ние имаме дури ние продаваме коли на аукции, ние ги пласираме колите, исто можеш да ја пласираш на кола. Малце по-статистички, по-аналитички, како да кажам, се поставуваме да сватиме кој демент многу ризик носите, да.
Многу ризик носите, затоа што кога си, ајде да кажеме, Да. производител, значи точно си ја знаеш, Ја знаеш. публиката, како се вика потрошувачите, значи точно знаеш и критиките стигаат директно према тебе, знаеш што да Да. коригираш, знаеш кај си со цената, а кога си трговец, како што викаш ти, значи тука се милиарда фактори и останува ризикот да остане колата од тебе. Тоа е најголемиот ризик, претпоставам, да не се продаде. Дефинитивно. Го има тој ризик, дека ќе остане, нема да остане. Ние брзо ги продаваме колите. Некојаш ги продаваме и со загуба, не многу често, но најчесто нели е со профит, така и обстануваме. Но колата ако не успееме да ја продадеме околу 2-3, максимум 4 недели, ја пласирам повторно на аукција, кој е највисок наддавач, ќе си ја земе колата. Така да пак ги имаме начини како да не е затворен систем ко Македонија. Македонија е многу затворен систем, бидејќи немаме што да правиме со возило. Да, не можеме ни у Србија да го продадеме возилото, бидејќи има огромни потешкоти интернационално ја продадеш. А ние цела Европа имаме на дланка. Најчесто имаме и стратегија кај што ќе купиме кола во Шведска, ја ќе ја пласирам колата на германска аукција и таму ќе ја рекламирам колата, кај што многу е поатрактивно, чак и да не го барам ја клиентот. Има и доста многу дилери на таков начин. На колку пазари низ Европа сте присутни? На сите пазари. Најмногу буквално на сите пазари. Цела Европа. Имаме клиенти од секаде, од Естонија, Финска до Португалија, буквално целиот тој дел. Има ли да кажеме некој бренд што се издвојува по продажба? Дефинитивно статистика кај нас е Audi е бестселер. Audi е доста многу популарна кај нас, но има одредени Audi, како да кажам, знаеш, купувачот на Audi преби купил нова него ли половна, некако така испаѓа поевтино е или подобро е. Многу е добра Volkswagen групацијата во Шведска, има многу добар систем, кај што нова кола си тотално безгрешен. Као све е средено за таа кола. Кога се сведува на месечна рата, разликата е минимална и нема зашто ја користиш или нема зашто да купиш користено возило преби да купиш ново. Океј, години и пол викаш дека си сам и решаваш дека гледаш дека се зголемува обемот на работа, значи дека имаш потреба од формирање на тим и како се одлучуваш кај да биде тимот и кој да се приклучи кон тимот? Па на почеток беше Изабела. Ние сме кумови. Така на мојот многу добар другар, најдобар другар, сопругата сегашна, она ми беше првиот помош во тим. Она е моментално исто управител на киркава фирма што е во Македонија. Така да се почна од таму. Она беше првата и покрај незе почнавме да рекрутираме нови. Како, мислам, колку луѓе има во Шведска моментално, колку луѓе има во Македонија? Сам сум се уште во Шведска. Во Шведска си се уште сам? Се уште сум сам. Нема некој швеганец вака да искочи? У Шведска имам многу соработници кои работиме многу блиску, али конкретно вработен во Шведска е многу голема обврска и ризик. Тоа сакам да те прашам, да, значи затоа што гледам дека многу од странски фирми, еве ќе ја земи твоја практично странска фирма, значи се решаваат да отварат тука фирми во Македонија, не само поради, да кажеме, пониската работна рака, туку и поради целата таа законска регулатива околу самото вработување и правата и обврските кои што произтекуваат. Значи, колку се тие, да кажеме, колку се тие привилегии, колку е човекот во Шведска кој се вработи во фирма позаштитен, ме интересира од човекот во Македонија. Во Шведска си многу заштитен, ултра многу заштитен. Било кај да работиш си многу заштитен. Ако работиш во нека попрестижна и корпоративна фирма, тоаш е во одредени случаи невозможно да ти избркаат од работа. Многу голема моќ имаш као вработен. Има самите, како да ги наречам, работни синдикати, ги има различни повеќе, имаат огромна моќ врз фирмите. Таа е една голема разлика. И најчесто одредена фирма која ќе стане малце поголема потпишува договор со некој синдикат. Кај што тој синдикат е буквално судијата во некој случај. Како суди, буквално ако они одлучат дека, не знам, работодавачот не постапил правилно или
нема право да направи нешто, имаат огромна моќ врз нив. И тоа е интересен таков еден екосистем каква моќ имаат. Они као еден прост пример, ако тоа на нас не се случи, не конкретно за работодача, ама исти принципот. Кога они би одлучиле нешто дека не е конкретно и ако ти не го испочитуваш нивниот збор, тогаш они ќе најдат некој друг твој соработник, друга фирма, ќе им кажат да ти ја прекинат врската. И бидејќи они имаат добра врска веќе со нив, на некој начин ќе те дистанцираат. Конкретно имаше сличен случај, као кај нас што е реклама 5 кај што ги објавувавме тоа школите, они одлучија за една случка дека Кодемек ние сме биле криви, не прифативме на жалба, пративме жалба, жалбата ја тргна и како тоа ништо мора да исплати толку и толку штета. Не испочитувавме и се јавија кај нив буквално за 2 недели, изгасите им го акаунтот. И овие одма почитуваат. Онда си присилен да ги почитуваш. Интересно, реклама 5 ги спомна, значи колку ги користите таквите платформи за продажба, ме интересира. Во Шведска воопшто, бидејќи кај нас директна е продажбата. Нема како кај нас да кажам. Имаме една, како да кажам, таков сајт што ги ставаме онака формално одредени возила, но не се фокусираме на нив. Имаме директен контакт со клиентите и многу директно им помагаме. Многу интересно, морам да признам. Колку од овие работи мислиш дека ќе се случаат да го изградиш тоа што го имаш изградено до сега, да не се одлучеше да кажеме да отидеш во Шведска, доколку останеше во Македонија, најверојатно со тој дух што го имаш, но дали мислиш дека чекорот таму беше клучниот чекор за све ова што следеше? Па не, мислам дека пак нешто би направил. И тука да бев, сигурно ќе направив. Ако го имаш некако тој мајндсет да решаваш проблеми, што најбитно да знаеш дека можеш нешто да направиш, да не бидеш затворен дека ова е преголем проблем, не може да го направам. Тоа е најкласично кај нас. Што ти на тебе нема шанси, тоа кај можеш ти. Ако го немаш тоа или ако го елиминираш, ја не гледам зашто и од Македонија не можеш да не можеш да направиш некои такви афери. Конкретно се пример, сите наши вработени, они се уште се у канцеларија од Дебар Мало и купуваат и продаваат коли во Европа. Ако доволно знаеш како да се поставиш и ги имаш тие комуникацијски виштини, малце селс техники, ќе можеш. Дефинитивно можеш и од Македонија. Не знам, нема зашто не. Спомнав од Дебар Мало, значи како името на подржницата тука во Скопје? Крал Груп исто така. Крал Груп, така. Да. Значи довербата е збор што неколку пати го спомнуваш како еден од како клучот, да кажеме, кој што тебе ти отвара вратата во оваа индустрија и како еден од клучевите кои што се многу битни за да опстане човек во оваа индустрија. Ти си имали случајно да кажеме продаваш возило, да кажеме, но некако не си приметил дека има одреден проблем, дека неговата цена не е таа, дека треба да се поправа понатаму и така натаму, едноставно потрошувачот бил изневерен, значи сосема случајно, но потрошувачот е изневерен. Да. Значи не го добива автомобилот што го има нарачено со сите гаранции и да треба да го решаваш тоа после тоа, затоа што ако не го решиш, претпоставувам дека влие на довербата после тоа. Да. Не, имало разни случаи, но дефинитивно сме ги решиле сите. Најлесниот начин е буквално да се плати оштета, колку, спогодбено да се договори колку да се намали цената, или има и случаи кај што клиентите ги одбиле возилата, дефинитивно, кај што била конкретно наша грешка и пак си го сносиме тоа. Имавме конкретен клиент, направивме една грешка каде што стварно го кажавме возилото дека е некоја година 2013, дојде 2010 во документи, сме направиле тотална грешка. Клиентов не го сакаше возило, ако ефтино беше некоја Dacia Sandero или како беше. Во Франција беше веќе стигнато возилото, си го пласиравме на аукција во Германија, повторно го продававме. Минимална некоја загуба, но го решаваш проблем.
во Италија многу често наши клиенти се така многу детални, да ги наречам така, да многу често се случува да и ние некад пропуштиме некоја ствар, пукнала шоферша на транспорт и сето тоа. Но тие се такви последици кои што секогаш мораме да ги сносиме. Бидејќи ние ги сакаме тие клиенти да ни бидат, да повторно доаѓаат. Да, од нив живееме. Да, Значи, живееме од клиенти што континуирано купуваат од нас. Да, не можеш, значи најверојатно цената да бараш и времето потрошено во потрага на нови клиенти, затоа што тоа се бизниси, тоа не се индивидуални лица, тоа се цели бизниси. Они се како мост низ кој што треба голема продажба да пројде. Значи не довербата е исклучиво битна. Јас знам, имав пријател кој што имаше нарачана кола, во транспортот му се оштетува колата и така натаму, али имаше проблем после тоа, не знам, точно од Франција имаше негде нарачано, имаше проблем да си ја поправи колата едноставно. Значи имаше платено здрава, тргната беше здрава, му стига изгребана или удрена, да кажеме, во транспорт. И целата ситуација, не знам, се влечеше со добавувачот многу време. Не знам што направи на крајот, искрено. Значи веќе не е ни битно ако после 3-4 месеци 5 не ти е средена колата. Меракот е тоа, значи ти стига удрена кола, мислам дека меракот и задоволството, целата психологија околу колите е многу интересна, што веќе оддамна мислам дека примарната намера, односно потребата од кола, да кажеме, не е главната мотивација за купување на кола. Значи она што луѓето денеска го гледаат е пред се естетика, пред се статус, значи прерасна во статусен символ. И најверојатно тоа е она што вас ви одговара за дистрибуција на тие коли со високо годиште, со едноставно спецификации кои што цело време се надоградуваат. Значи не знам што све има, не знам кај се стигнати моделите, што све може да се стави во една кола, но буквално знам дека све што имам дома моментално, вклучително и фрижидерот, можам да го најдам у кола денеска. Значи колку, дали мислиш дека достигнуваме некој максимум во однос на развојот на автомобилската индустрија или мислам доправа доаѓа. Има еден интересен раст на кинеските возила во Европа. Да, ме интересира и за квалитетот на кинеските, пошто гледам дека почнуваат да ги купуваат доста, да се појавуваат овдека. А за кинеска квалитет знаеме кој е стереотипот кај нас. Исто, значи не е смена. Квалитетот е стварно ужасен. Да не е премногу брутален, лош е квалитетот. Реалноста е дека лош, се издвојуваат некои модели, но повеќето се лоши. Повеќето стварно имаат такви едни аномалии што особено во квалитетот на да го допреш материјалот, едноставно како вози колата. Конкретно имаше не можам да ја изговорам, чуден бренд, кола кошта над 600-700 крони, значи 60-70 евро. Интересен седмосет голем джип, значи убав екран, све радио, еко трансмитер. Не можам, не сватливо ми, али се уште не ставаат нака фокус на некои такви ствари. Али опа од друга страна има ги Huawei искаче со некои интересни возила, се уште не дошле кај нас. Али BYD, најголем производител, колите се стварно лоши. Колите се со ужасен квалитет. Не се воопшто издржливи. А втора рака или цената како им паѓа ќе биде интересно. Да, и мислам интересно е што Јапонија и Кореја се символи на квалитетот од друга страна. Тоа се две различни, да. Кинески и корејски не би ги мешал воопшто. Интересно. Да. Кина е буквално тоа, значи брзо направена, пластична и simple кола. Да, ме интересира и мислење дали имаш за Тесла модели или дали нешто такво Тесла успеваш да продаеш, колку си у контакт со тие модели? Па не се фокусирам многу специфична кола е Тесла, истиот. Значи Тесла има многу мала поборувачка за користена Тесла, огромен демент огромна поборувачка за нови Тесли. Зошто е според тебе тоа така? Многу поголни финансиски услови. Многу поголни.
И едноставно таа безгрижност. Возиш, не се секираш многу. Се ти е решено. Како новите модели имаат многу подобри батерии, многу поиздржливи се, едноставно, како да кажам, имаат понапредување. Но Тесла во споредба би рекол па и со Kia е многу подобро. Збориме за фул електрични сега. Да. Може би Теслата е брза или не знам, изгледа нешто по-луксузно, но самото возење е чудно, многу чудно. Колку електричните или кога би се случило да кажеме комплетната замена на електрични со Не знам дали ќе дојде, искрено ти кажам. Значи, побарувачката на дизел возила во Европа е огромна. Само што не ги произведуваат. Има регулации во Европа што не им дозволуваат толку многу да произведуваат. Иначе демендот е огромен, секој би преби да вози дизел него или електричен. Не сум секој, многу поголем. Расте демендот и на електричните возила, но многу аномалии имаат сите брендови, без разлика на кои се. Имаат многу често аномалии, многу често. Светат лампи, има проблеми, ги остануваат на пат, не се тоа батериите. Ама па и добро е тоа што преку интернет ти ги поправаат колите, доека си на пат може да ти ја поправи софтверски колата, така да... Озбилно? Да, тоа е многу често. Буквално. Стискаш на асистанс, објаснуваш што е проблемот, они се приклучуваат. Скоро сите возила. И Тесла, Volkswagen, Kia, сите го имаат. Се зависи кој е проблемот. Осем со батеријата, претпоставам. Тука нема каде помоги. Батеријата не е, сите се плашат некако од батеријата. Батеријата најчесто има 10, па и поише од 10 години гаранција. Доека нели обичната гаранција на возилото Тесла е 2 години, ако не се лажам. Kia може има малце поише, но батеријата е скоро секогаш на 10 години гаранција, така да доста по издржливи се би рекол електрични возила, пошто многу е прост системот. Мотор, нема ни мењач, поврзано со тркала и нема многу компоненти што би можеле да се расипат. Кога некој, да кажеме, денеска би се одлучувал за кола, имаме многу луѓе, да кажеме, кои што сакаат денеска да купат кола, што би им препорачал? За Македонија, не знам, дефинитивно би рекол дека треба малце поише да се насочуваат кон електрични возила. За Скопје и околина електрично возило многу по прикладно. Зошто го мислиш тоа? Цената на струјата е многу поевтина. Многу поевтино ќе те кошта да неголи да пуниш гориво. Многу е поинтересно дефинитивно вака за возење. Зимите се понекогаш и доста ладни кај нас. Електрични возила возможуваат седнеш, топло ти е директно, однапред да се стопиш. Скопје е доста мало, од еден крај до друг да возиш одредени дизел возила не ни креваат работна температура. Така да кога ќе размислиме, па и не е најпаметно да возиме вакви коли. Релативно мали дистанции ако возиме електрични возила. Ние немаме на пример една кола за ограта, друга за низ Македонија или за Аустранство. Значи ние имаме една кола. Тука едно исто еден ист фидбек добивам за ова кој ќе го кажам. Али одредени возила, се зависи кој е возило правиме мојот, ако има некоја батерија над 80 киловати, тоа треба да вози над 400 километри. Така да можеш да не мораш, ако идеш и до Солун, не мораш да пуниш на пола пат. Али пат те ограничува да возиш под 190 да возиш негде од Бујик. Да, кога ќе размислиш така, сега не е најпаметно да се земе кола. Затоа што збориме, значи куповна моќ во Македонија е една кола, значи човекот си дозволува една кола од 10 години. Значи она што го кажуваш ти во Шведска дека на 3-4 години се менува автомобил, тука не се случува. Значи тука се купува за, нели, после матура, заедно со твоите, собирате пари и тоа е првата кола и здраве, ако некој што трне во животот, после 10 години ќе се купиш уште една, ако не, таа ќе биде. Или има и втор момент тоа со свадбите, значи свадбата е исто добра инвестиција кај нас, значи тука остануваат пари за автомобил. Да. Исто и што да купат? Според тебе, од дизелот, од дизелашите?
пак е тоа преференција, како да кажам. Но ние стандардните брендови Еве, Ауди, збориме човек што му сака да купи кола што ќе му биде за цел живот. Тоа му е преференцата. Значи, еднаш много купам. тешко прашање. Много Знам. тешко прашање. Али ако некој може да го одговори, тоа што ти треба да си еден од тие луѓе. Да. Значи, сакам, имам право на една кола во животов, толку пари ќе имам, значи во Македонија сум, и треба кола да си купам се, и сега ти треба да ми кажеш. Еве, кај тебе сум доен да купам кола. Да. Па би рекол дефинитивно можеби Ауди. Би рекол Ауди. Ипак е Volkswagen групација, еден од најдобрите инженери, мислам, како им е сето тоа направено, еден од полесните коли да се работи, мислам дека така Volkswagen групацијата е еден добар систем, е еден добар екосистем, каде што и се некако доста издржливи вака според мене. Ја во Шведска не ги слушам истија разговори као автомеханичари што зборат тука, стварно не правиме такви статистики. Конкретно овој мотор со две црвени е добар, овој со една црвена не е добар. Стварно не постои тоа кај нас. Или не, овој мотор конкретно овој е многу лош. Мислам, никогаш не правиме такви генерализации на моторите, бидејќи не знам, и не сум некако сведок дека се дешаваат такви кварови кои што се дешаваат туку во Македонија, или конкретно не купувај Citroen или Peugeot бензин, значи тие одма не знам улјето. Зашто Македонија само некако тече, кај нас не тече, не знам, не сум сведок стварно на такви. Интересно прашање, значи стварно интересно затоа што најверојатно инфраструктурата во околината влијае на начинот колку ќе траат тие автомобили, тие мотори. Значи овдека лом ги направивме коливе. Најголеми криви виновници би рекол дека се автомеханичарите. Најголеми. Се многу лоши манипулатори, многу ретко честни да има од нив, многу ретко. И немаш никогаш јасна дијагноза за колата која имаш некој проблем. Пола мотор ќе ти го смени и он готово, ова е сигурно и константно доаѓа. И таа е фрустрација. Тоа е кај нас тука си многу во право, значи тука си 200% во право. И мислам дека детектираш, како ти кажам, една болна тема која што стварно ги одраа луѓе. Значи ги одраа луѓе. Значи секој одење на механичар е она. Научна фантастика. Ова е толку да, значи ама она ги осеќам дека се манипулатори во смисла буквално едно исто сценарио прават за сите ствари. Значи и они се као продавачи. Прво ти представа огромен проблемот, па ти ја намалува. Значи ти ги темпира чувствата и емоциите како едноставно да. Мислам проблемот е тука што нема некој што ги заштитува потрошувачите на некој начин, да рече, окей, ми ја дај оваа дијагноза, го сменивме овој дел, повторно го има проблемот, он ќе ти рече, да, ама сега ова е нов проблем. Се, например, ова во Шведска стварно го немаме толку често, бидејќи имаме кај се пожалиме. Кој е телото, да кажеме, која е заштитата? ARN се вика како Almen Reklamationsnämnd, така нешто. Така да има конкретно државна една агенција која што е брутална. Конкретно примерот што ти го кажав со тоа дека ќе ни го кинеа договорот со шведскиот реклама 5 беше со нив. Исто. Не ги почитуваш нивните правила која они ќе кажат дека си крив, буквално те се чуваат од нивниот, како да кажам, економски екосистем на некој начин. Може до банката се јават и таму да прават притисоци секаде. Овде немаат некако моќ. Дали постои таква теорија дека? Дали постои нешто? Мислам дека има една агенција за потрошувачи и нешто. Има нешто слично, знам дека има нешто. Колку се активни или колку опште моќ имаат тука, не знам. Интересно. Да. Интересен, многу интересен систем. Можеби треба да се угледаат нашите, да можеби реагираат на таков начин. Веќе во Македонија знаеш единствен начин кој ќе направиш некој проблем, мислиме дека парична казна е решение, а нека нешто друго многу поише боле него паричната казна. И многу подобра
лекција би бил. Не, ви дефинитивно, значи се што не е уредено со како институција, како тело, значи овдека ако чекаме на етика и на морал, Да. посебно кај механичарите, значи ја мислам дека ќе почекаме уште поприлично така време. А во меѓувреме ќе оплаќаме проблемот што ги имаме по 3, 4, 5 пати и тоа повеќе од колку што треба. Ја би рекол еден апел дефинитивно кога се кај механичарите. Гледам дека е тренд онака многу почесто идеме кај механичари што се онака лево десно мали гаражи, ги одбегнуваме тие што се ауторизирани. Бидејќи некако стои се уште таа слика дека се многу скапи, иако најчесто па и не се многу скапи. Наистина, кога бев сведок скоро да ги споредиме цените и ни се исплати многу подобро да идеме во Porsche Македонија, да го направиме нешто него ли да идеме конкретно во некој од овие малските сервиси што ги наречам. Бидејќи стварно на некој начин малце покоректни се. Има кај да се пожалиш и они имаат што да изгубат, имаат едно име што изгубат. Овие малскиве се еднаш кога си дошол и дај да видиме сега. Ако не си среќен, тоа ти. Овде е малце поразлично, така да. Каде можат луѓето да ве најдат, да кажеме за луѓето од Македонија или од Скопје кои што сакаат да купуваат автомобили, каде можат да ве најдат? Конкретно сме само на Инстаграм и на веб страница имаме во сакај да е, или валјда веќе доека го пуштиш подкастов ќе биде објавена. Така да Крал Груп Скопје на Инстаграм и kralgroup.mk ќе биде. Ќе ги споделиме линковите во опис. Фала ти за денеска. Мислам дека стварно инспиративна приказна, многу тежок пат имаш поминато, имаш многу остварено. Ти си еден доказ дека се сеќавам како почнавме со целото патување од МВР, па све што колку пати си морал да почнеш матен од почеток за да стигнеш денеска кај што си. Значи, верувам дека има многу повеќе луѓе како тебе моментално во Македонија и дека ти си еден добар пример, дека треба го следат инстинктот, да го имаат, нели? Не секој може да биде предприемач, да го следат инстинктот и дека евентуално кај да се низ Европа и низ светот ќе можат да успеат. Дефинитивно, уште еден последен апел би кажал, со моите падови или сите имаат некои падови, ама дека не треба да бидат одлука да престанат, дека се дефинитивно дел од животот. И дека сите падови, колку и да се лоши и колку и да се негативни, може да се видат од еден позитивен аспект и да се излече некоја лекција. Најнегативни може бидат, ако со еден почист и здрав разум, смирен разум, ги размислиме тие падови, ќе најдеме една позитивност и ќе имаш еден мотив да се кренеш пак нагоре. Симеон, ти не си инфлуенсер, значи не си некоја позната јавна личност, немаш друг мотив, не патиш од вниманието на јавноста. Значи тебе воопшто не ти е валута тоа. Твоето доаѓање денеска тука беше инспирирано и мотивирано од аспект на мотивација на сите останати, потек што поздравувам, што мене ми е многу драго што дојде денеска овдека и да споделиш приказата на оние луѓе кои што јас ги викам тивки херои, што како тебе верувам дека ги има многу повеќе отколку јавните личности познати кои што ги гледаме 10-15 кои што нонстоп нели не опсипуваат со се и се што. Твојата приказна на луѓето како тебе се она што стварно го движи, мислам дека светов и фала ти што си денеска тука и те очекувам повторно во некоја прилика. Благодарам се.